Четврток, 29 мај, кратки вести во 12 часот. Актуелниот градоначалник на Охрид, Кирил Пецаков, официјално е кандидат на ВМРО-ДПМН на предстојните локални избори, кои според најавите треба да се одржат во октомври оваа година. За мене тоа е голема чест, а во исто време голема обврска и одговорност која повторно докрај ќе се трудам да ја оправдам, напиша Пецаков, заблагодарувајќи се на граѓаните и сопартијците за поддршката. Покрај Пецаков во регионот со актуелниот градоначалник Спасе Кочовски, партијата оди и во Вевчани, а според овој извор од ВМРО-ДПМН до овој момент немаат кандидат за Струга. Во организација на Друштвото на физичари на Република Македонија од 26 до 30 јуни Охрид ќе биде домаќин на 7-та Балканска олимпијада по физика за средношколци од 17 земји од Европа и Азија. Од Друштвото потенцираат дека не добиле финансиска поддршка за оваа олимпијада од ниту една од надлежните институции во Македонија, па биле приморани сами да ги собираат потребните средства преку донации од општествено одговорни лица и организации. Недостасува уште одредена сума за која е покрената донаторска акција организирана преку платформата GoFundMe. Во сабота на 31 мај од 19 часот и 30 минути во големата сала на општина Охрид ќе се одржи свеченост по повод јубилеот 55 години од творештвото на Јордан Манасиевски. Предвидена е промоција на негова монографија со историчарот на уметност Владо Ѓорески Рафико и Љупчо Жупан од галерија Букефал како промотори. Ќе се одржи и хуманитарно продажна изложба на графики, како и културно-уметничка програма со настапи на гитаристот Дамјан Печиновски и охридскиот женски хор Акордис. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.